По обвинителството ќе бидат повикани сите за кои сметаме дека може да дадат одредени информации во врска со бегството. Ние и до сега имаме сослушувано лица од неговото обезбедување, така да и ќе продолжиме во таа насока. Јас синоќ ја добив фотографијата, така да веројатно ќе видиме од каде потекнува која сликал и така. Не е истрага, него е се уште предистражна постапка. Добив информација од колегите од Црна Гора дека ги прибрале сите снимки кои ни се потребни, така да негде можда понеделник или вторник ќе одиме да ги превземеме. Колегата вчера ургираше во Албанија да ни се достави што побрзо и тоа тие што го имаат. Прегледувањето на снимките кои веќе ги имаме е пред крај, така да очекуваме негде по наредните 2 недели да излеземе со соопштение до тогаш што имаме резултати од предистражната постапка. Точно не. Сега за сега. Да. Да. Вака, врз база на тие сведочења, во таа насока се, за лицата кои беа дополнително спомнати, во таа насока се прибираат докази, затоа што знаете дека само врз база на изјава на еден обвинет не може да се води постапка, не може дури врз база ни на изјава на еден сведок, ако нема и дополнителни докази. Така да во брзо време верувам ќе дознаете и за тоа. Има индици за проширување на постапката? Не, проширување нема да има, евентуално ќе има нова постапка. Да. Обвинителите, во каква состојба е обвинителството за организиран криминал и корупција? Алудирам на кадровски капацитети, на пари и така натаму, затоа што криминалот се гони со пари. Во каква состојба го затекнавте обвинителството и што преземате во таа смисла за да се подобри борбата со корупцијата? Кадровски сме недоекипирани во секој случај, че фалат минимум 5 обвинители. Сега сме вкупно 10 заедно со мене, а има премногу работа, самите гледате и свесни сте, нашите предмети се стварно големи и обемни. Ни фалат стручни соработници, а пари нема. Сте се обратиле за пари, можеби до финансии, до Министерството за правда, до институции? Па овака, знаете дека обвинителството е хиерархија и субординација, така да републичкиот обвинител Љубомир Јовевски се има обратено. Сега колку ќе ни дадат и што ќе видиме. Мора да имаме пари за вештачења, за преводи, ние сепак работиме со организиран криминал, така да во незавидна ситуација сме во секој случај во однос на финансиите.